Ова вечер е посебна вечер за нас, за културните работници, за ликовните уметници кои што живеат во Кавадарци, за любителите на ликовната уметност. Ова вечер почнува една од најголемите ликовни колонии во Европа, ликовната колонија Кавадарци. Поготово во Македонија има многу ликовни колонии и како Кавадарци би се разликувал од сите тие колонии, ако не се најдобри и најголеми, и со бројот кој што ова вечер се присутни, кој што учествуваат на ова ликовна колонија, тој го докажавме. Околу 60 ликовни уметници се учесници на ликовната колонија Кавадарци. Да ви кажам дека тоа е број кој што и најдобрите градови би сакале да го имаат. Една од традициите кои што ликовната колонија Кавадарци ја воспостави во последните 10 години е да не биде тоа само едно голо дружење на ликовните уметници, него да се случуваат и бројни едукативни настави во склопот на ликовната колонија. Секоја година, кога почнува ликовната колонија, почнува со самостојна изложба на еден од учесниците на ликовната колонија. Ова година има чест една дама да биде таа која што ќе отвори оваа изложба. Нејзиното име малку покасно ќе го открием. Ова година, после 2 дена на 22 ќе соработка со музеј и галерија ќе имаме уште една изложба на еден наш голем уметник Тони Чакровски од Прилеп, кој што е тука, ама тоа после 2 дена ќе зборуваме за него и со директорката на музеј и галерија од Кавадарци за тој настан. Сега сме тука да отвориме самостојна изложба на Сандра Блажева, ликовен уметник, доктор по ликовните уметности од Софија. Ова вечер е со нас младиот ликовен уметник Сандра Блажева од Софија, Република Бугарија, која ги излага своите дела во нашата галерија при Дом на култура Иван Мазур Климент Кавадарци. Нејзините дела, односно нејзината изложба, представува и вовед во нашиот најголем проект оваа година, отворањето на ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2019 година. Представува посебна чест и задоволство, што и мене ми ја дадоа честа свечна да отворат најголемата, најубавата ликовна колонија на сите времиња, Кавадарци 2019 година. Таква е, бидејќи организирана од страна на искусниот Владимир Темков, кој што дел од неговото искуство го пренесе и во соседно Неготино оваа година, каде што за прв пат се организираше и ликовна колонија Неготино 2019. Значи, оваа меѓународна ликовна колонија присуствуваат околу 50 на 60 на ликовни уметници од повеќе држави од светот, каде што ќе творат во убавото Кавадарци, во хотелот Унипалас, каде што ќе остварат и ќе дадат свој белег од ликовното творештво и кој што ќе остане во Кавадарци. Бидејќи би сакала да прочитам така една мала биографија за уметникот кој што Сандра Блажева, дамата која што има и она чест да биде самостојна, да биде таа кој што ќе биде представена со самостојна изложба на свеченото отварање на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019. Сандра Блажева е родена во Софија 1987 година во Бугарија. Завршила уметничка гимназија во 2007 година во Софија, а во 2019 година дипломирала на Национална ликовна академија во Софија. Во 2013 година ги завршува магистарските студии во Националната академија во Софија на тема публицистика, реклама, авторско право во областа на сликарството. Во 2018 година докторира на Универзитетот Баскија во Билбао, Шпанија, кај професорот Адолф Рамирес Ескудеро. Истата година завршува втор докторат или специализација на докторатот по сликарство на Национална академија во Софија кај професорот Ивајло Мирчев. Изложбата, на која што вечерва се представени 18 нејзини дела, представува опсежен преглед на нејзиното творештво поделено во 3 дела: икони на уметност, арт икони и поп арт.
или Art of Living е правец или сликарство во кој што твори Сандра. А тоа е тренд кој ги рефлектира сликите и темите од популарната култура и производи на потрошувачкото општество. Денес самите дела и нивните автори се претвораат во слики од масовна култура, печатени во милиони примероци отпечатени на предмети за домаќинство. Музеите на уметноста се дел од масовниот културен туризам, а современата дигитална уметност има поврзано со уметничките дела од целиот свет преку различни медиуми што ја водат уметноста на нови знаења и димензии. Енди Ворхол во Америка и Јосиф Мојс во Европа стануваат икони на постмодерната уметност 1960-те години, а денес нивната уметност е уметнички објект. И овој тренд е повторно создаден со помош на техника на сликање на масло, колаж и прскање, со светла контрастна боја, својствена на поп-артот. Такви се и всушност делата на Сандра Блажева, каде што популарните личности како на Ворхол, Джексон Полок, Јозеф Бојс, Пабло Пикасо, Салвадор Дали се предмет на портрет во нејзиниот проект. Искам първо да ви кажа, че съм трогната от отношението към културата и към изкуството в вашия град. Искам да ви благодаря на всички вас, че сте тук и че сте обожили моята изложба. Естествено на целия екип на Дома на културата Иван Вазов. Голем замав за една уметноста во Кавадарци благодарение на нашиот реномиран кавадаречки македонски познат уметник Владимир Темков, кој пред 2 години беше прогласен како уметник на годината и оваа година сакам да му врачам неколку дипломи и тоа заслужува. Меѓународната манифестација за литература, уметност и култура Планетопија 2019 во организација на Милица Паулус Јас и Академија Евроарт доделува диплома на Владимир Темков за наградата Уметничка четка на боите во категорија ликовна уметност. Истата Планетопија манифестација доделува на Владимир Темков награда за животно дело во категоријата на ликовна уметност и уште една вредна награда за награден труд за целокупното творештво во категоријата на ликовната уметност. Еден аплауз за Владимир Темков.